Денешниот избор на гости, ама баш ни го направи убав, прекрасен, радосен овој вторник, започнувајќи од првиот гостин, господинот Февзи, хуманитарецот кој овде ни донесе пакет, еден камион пакетчиња, подароци за многу деца кои што не се во можност да добијат новогодишно пакетче, па се до вториот гостин кој што веќе пристигна во нашето студио, познатиот актер Адриан Азири, кој некако најмногу го запознавме и се доближивме до него во серијалот Преспав и верувам дека многу нешта колку што ќе ни дозволи времето ќе ни сподели, поврзани со хуморот, со комичните улоги и со сето она кое што сите ние од деца се прашуваме дали овие актери кои што се смешни на телевизија се исти такви и во живо. Добро утро, Адриан. Оле втор пат добро утро и за тебе. Добро утро. Дали се смешни актерите и во приватен живот или да прашаме сопругата? Зависи какво сценарио ќе спремиме од кога ќе искочиме од дома, пошто ние обично што ви е смешно на вас, ние го имаме напишано тоа и сега со нашата духовност ние тоа го преобразуваме у нешто да се смее публиката. Интересно беше ова? Да. Ке кажеме многу нешта, многу работи кои што ќе ја доближат актерската игра и на еден актер со, како што кажа Адриан, духовност. Денес интересни гости, едниот првиот со хуманост, а вториот со насмевка, доловува убава енергија кај публиката. И тоа би рекла не се учи на факултет таа спонтаност. Со таа мислам дека човек се раѓа. Точно така, се раѓа. Јас сум исто така роден со таа точка, ми велеа од основно училиште, пошто јас имам искуство пред тоа за на сцена зборувам и таа трема јас веќе сум ја трнал од многу рани години, пошто нели малку е комплексна работа тоа у млади години да се појавиш пред публика, тоа тремата, па не си сигурен дали ќе го кажеш текстот како што треба. Јас од основно училиште со стихотворби сум бил најдобар у школа и затоа по разни манифестации у школото, за патронати, за приредби, да, јас бев првиот кој што ќе излегував на сцена пред публиката од школото. И така да во континуитет во средно училиште почна и да ми велат и по возрастни луѓе, пошто ме ангажираа во аматерска представа во тоа време во Тетово, збориме во годините 90-тите години. И во тоа време имаше луѓе кои што работеа представи во културниот дом тогаш, пошто немаше театар. И ми велеа дека сум им личел на Џон Вејн. Во тоа време. Да, може со косичката наликуваш. Да, и тоа ми беше као некој мал поттик јас да размислувам за оваа моја професија, иако претходно веќе јас завршив нижо музичко школо за хармоника. И со тие концерти сакам да напоменам дека освен тие стихотворби во приредбите во основно училиште, јас се појавував на сцена и значи додека учев во музичко и концертите на крај на годината требаше пред публика да се Јас мислам дека и тоа е поврзано. Музика, глума, мислам и дека се учи таков предмет на драмски уметности. Да, секако дека има час по музика, по соло пеење, тоест според мене критериумите, сега не знам колку се луѓето комисијата кои што ги примаат луѓето, децата, студентите, тоест во факултет за драмски уметности, не знам колку се радикални во тие одлучувања за да ги примат на факултет. Јас мислам дека треба да се многу по-истакнати тие моменти каде што треба да се види за студентот дали он поседува некои карактеристики кои што ќе влијаат во развитокот на студентот, на актерот во неговиот живот, тоест да знае да пее, да танцува, да има пластика, движење, тоест и после тоа најглавното за да има таа дарба, таа точка што ја напоменавме претходно. Тој X фактор. Да, што као наводно јас ја имам. Да. Па ја мислам делуваш како уметнички лик на прв поглед и добро е што се го искористил тој талент, како велат, на еден
грам талент треба килограм работа. Не е само да го имаш талентот, има многу талентирани кои што не успеале во тој свет. Така. Меѓутоа, ете, самото тоа што ти кажале дека личиш на Џон Вејн, бил кликот кога те насочил можеби во таа уметничка дружба, не знам. Тоа у моментов го кажав као мала дигресија, ми текна во моментот, пошто додека се развивав јас како актер и сум имал разни ситуации каде што им наликував на луѓето како други холивудски звезди, да не ги напоменувам сега, пошто се... Кого им личеше уште? Со времето, сега. Не знам, можеби ке гледа некој. Едно време, помлад кога бев као на Леонардо Ди Каприо, имав малку по-кратка коса и тоа фризурата од Титаник филмот, да. Па последно време на Бенисио Дел Торо, со тоа погледот мој, знаеш, тоа со очите исто, да, значи од тука. Поглед, да. Инаку денот ми почна многу убаво. Ја најдов оваа кошула што многу ми се допаѓа, меѓутоа малиот малку ми го расипа филмот дома, вика тато личиш на пченка. Јас така за една приредба се подготвувам ново фустанче и мојата ќерка ми вели: "Мама, јас мислам дека сум премногу убава, згодна. Мама, личиш на крава." Бело со црни точкички. Така да. Инаку мене ми се свиѓа многу, ја најдов, долго време не сум ја носел. Ама убава е, нели? Па можеме да испечеме некоја, да запалиме, нели, жарот или пак да испукаме пуканки. Да, може после емисијата. Да. Бидејќи е рано наутро, а сепак зборуваме за сериозни теми, глума, почеток на кариера, а ти веќе длабоко навлезено во твојата актерска драма, веќе познат и по улогата во филмот Преспав, кој што веќе 7 сезони се емитува на телевизиските екрани. Да. Ја доби поканата, се пронајде во тој лик. Како го градеше ликот на Наим? Јас ќе кажам дека тоа искуство за мене е како една одисеада, пошто навистина све беше тоа спонтано кога се појавив, значи таа мојата голема желба јас да присуствувам и да бидам дел од тоа, мене ми ги отвори, да, во таа серија, тоест пошто веќе имав информации за што се работи, за сериозна продукција како што е ОХО продукција со начело Пеце Талески, многу добар продуцент, одличен, со кој што многу добар однос развивме во текот на нашата соработка. Во аудиција кога се појавив, значи ми се отворија сите тие мои мозочни клетки и цел тој мој диапазон што го поседував од претходно со тие, значи, благодети што ми рекоа дека ти си тој што ја имаш таа точка како глумец треба да станеш и извадиш све на маса тоа што јас го поседувам, а посебно од све беше тоа тикот, тоест смеењето што им се допадна на сите. И мислам дека во аудицијата, во тој момент кога мене ме видоа како лик, мислам дека и тој ден се реши дека ликот на Наим ќе го глуми Адриан Азири, што у некои моабети, у наводници беше и дека нема он да го глуми. Тоа е тоа, Наим, тоа што го бараме ние. Природното. Да. Само, нели, пред камери. Да. И беше многу интересно, значи за половина час време има простор ја таму да ги забавljam делот од комисијата што беа. Се сеќавам во чело со Игор Иванов Изи, режисерот, и после продуцентот и другиот дел од продукцијата тамо во ОХО продукција. Тоа. Да. Убаво искуство. Нешто што сега во моментов не се снима? Не, во моментов не, е малку као пендинг, тоа не знам причините реално да ви кажам, меѓутоа уште има некоја надеж дека можда следната година 2026 ќе има некој, ако не продолжеток, како завршеток за цело тоа што ние го имаме сработено во период од 10 години. Инаку тука личиш на Леонардо Ди Каприо.
Да, ова е од извадок од серијата Беса. Да, ти глумиш и во Да, други серијали, но си театарски глумец. театарски глумец. Во кој театар? Резидент сум во Тетовскиот театар во Тетово. Инаку живеам во Скопје и сега кога имам ангажман во Тетово треба да патувам и тоа е повеќе трошок и затоа имам проблеми дома кога правам трошок. Па не може само да се носи, мора и да се троши. Инаку да, како што рековте и вие, освен серијата Преспав, исто имам добиена улога во серијата Беса, која што веќе многу стана позната во целиот етер во Балканот и пошироко. Чест ми беше да учествувам во тој филм, во таа серија со многу врвни актери. Да, еве, гледаме инсерти од серијата. Да, ова ми е една од најомилените сцени тука. Значи, заедно на сценава сме со Мима Караджич, веќе познатиот глумец кој што нема филм во бивша Југославија кој што он не учествувал во тие филмови. Тоа беше многу добро искуство да се запознам со него, па да размениме мислења и професионални и приватни. Се зближивме многу со Мима Караджич. Инаку, продукцијата многу професионална, Адреналин Продакшн. Многу јако искуство, иако јас претходно веќе во повеќе проекти филмски сум играл и сум имал среќа, можам да кажам, дека веќе на сет имам запознаено и со многу холивудски звезди, како Дейвид Венам, Адриан Лестер, Жозеф Фајнс, Андреј Хеники. Кога ја забележа твојата блискост со, ете, личиш како холивудски актер, немаше некоја понуда? Па можда ради овие првиот мој филм можда многу влијаеше во овие во овој мој понатамошен развиток. Првиот филм беше Прашина, филмот Прашина на Милчо Манчевски. Тогаш јас се уште бев на студии трета година на факултет и беше многу интересно искуство кога ми се јавија, тогаш немавме мобилни телефони, ми се јавија во бифето на театарот во Скопје, пошто пред да се вработам јас во Тетово, работев хонорарец во албански театар во Скопје. Иако студирав, веќе од многу рани години ме бараа мене режисерите, пошто им изгледав интересен лик. Да. И во бифетот звони телефонот и велат Адриан Азирини треба. Јас мислев дека се шегуваат колегите, нешто сакаат некоја замка да ми направат, пошто често јас им правев. Да ти вратат. Да, и кога го земав телефонот, се сеќавам во тоа време, се уште она работи Милка. Она мислам беше кастинг директор на тоа и се запознате тука прв пат со незе и да не ве задржувам многу со оваа тема, тоа беше првото мое искуство во Прашина, каде што таму, значи, во тие години да стекнеш такво искуство покрај режисерот Милчо и другите врвни актери кои што глумеа во тој филм, да. И после тоа нормално продолжија другите проекти, филмски проекти. Се градеше како актерски лик. Театар или филм? Кој е поубаво искуство или не може да се одвои? Тоа исто како да праша мајка кој дете повеќе си го сака? Има многу разлика. Има голема дискрапанца помеѓу театарот и филмот, пошто се има драж. Театарот е друга материја. Јас сепак моите први чекори во студии беа театарска дејност. После тоа ние го развиваме тоа за филм. Имавме предмети и актерство пред камера, што тоа нормално сега тој што е со таа точка што го допрел Бог за таа работа, ако сака, он ќе продолжи и со филм. Сакам да кажам дека јас повеќе повеќе ме влече театарот, иако да, и филмот е друга димензија, меѓутоа јас мислам дека еден совршен актер пред да стапне на тие сценски даски, да добие искуство во театарот, мислам дека е малку потешко да се пробие во филмското платно. А што значи добар актер, Адриан? Дали еден актер
кој што може буквално секоја улога да ја донесе, или според темпераментот на човекот, одреден тип на улога му одговара само. Еве, во моментот ти беше смешен лик, нели, хумористичен лик во Преспав. Но дали во сериозна улога или дали е тешко потоа на публиката да ја се наметнеш како сериозен лик? На почетокот на мојата кариера јас имав мали проблеми, во смисол, убави проблеми, во смисол дека публиката ме етикетираја како глумец од жанрот на комедија, што мене тоа почна некое време да ми пречи, пошто во себе знаев дека јас имам друг багаж каде што можам да се истакнам и со други жанрови. И тоа јас по некое време, кога ми се даде прилика и момент, јас тоа го докажав. И ја избришав таа етикета. Што беше прашањето? Прашањето е две прашања поставив. Дали може, нели, хумористичен лик да глуми и посериозен лик, посериозна улога? Секако дека може. Например, може. Джим Кери е хумористичен лик, меѓутоа да му даде некој во филм сериозна улога, не знам како би ја донел. Не знам, Джим Кери не го знам лично, за да знам какви афинитети он има, меѓутоа сум го гледал во повеќе филмови. Он славата ја стигна со, нели, тие филмови со фаците, да, маска. Да. Меѓутоа, јас би кажал едно нешто многу значајно за оваа професија пред се. Значи, било кој актер кој што завршил студии за актерство, доколку пред се ја нема дисциплината, што е многу битен момент. Значи, џабе е ти да се бави со оваа професија. Многу е битен момент дисциплината во нашата професија. Во дисциплина влегуваат многу работи, како, пример, да си точен на проби, да имаш релација со колегите, позитивна енергија, да си го имаш научен од текстот, да доаѓаш со идеи и ред многу други работи, каде што неопходно е да се има дисциплина. Без дисциплина не се постигнува било каков актер да си, било каква дарба да имаш ти од Бога. Па и за сите професии, за се треба дисциплина, посебно во актерската игра. Меѓутоа, така, генерално, значи во нашата професија без дисциплина не се постигнува било кој каква дарба да имаш. Да. Ете една добра поука за сите млади кои што сакаат да станат актери, дека ако имаат мал X фактор или некој талент, дисциплина, многу работа и желба, можат да станат имиња и познати актери. Така. Ни истече времето. Толку брзо? Толку брзо. А јас само што сакав да кажам за новите проекти што планирам за 2026. Може на кратко да ви кажам само дека 20 секунди. Ајде 25. Значи од март или април месец пролетта сега 2026 година веќе снимивме пилот снимка за една серија која ќе наликува на Монти Пајтон, фарсата, англиската фарса на Монти Пајтон. Исто ќе биде, значи, у тој контекст ќе се вика Чета Балканика, што ќе биде, значи, истиот мотив, истата тема, само ќе биде, ќе се снима во Балканот и тоа е голем проект каде што можда во преговори се за Netflix да ја откупи серијата. Да. Па ќе те викнеме пак во Добро утро секој утро. Секако. Многу кратко времето, јас на почеток сакам да кажам дека нема да имаме време толку да кажам работите. Ама мораме и да пукаме пуканки, така се договоривме. Како и да е. Да, благодарам на публиката што на телевизија Алфа што ме поканивте. Чест ми беше со вас да разговарам, иако ние сега скоро се запознавме и многу ми е драго што соработуваме и во други проекти. Благодарам. Имајте убав ден.